Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван колега Шилегов, почитувана македонска јавност. Многу е едноставно. На Зоран Заев му фуфка. Зоран Заев е смртно исплашен од тоа граѓаните на Република Македонија и Петар Шилегов вклучително да ја дознаат вистината и во скандал за прислушувањето, и во оваа афера. Зоран Заев е влезен во тежок криминал со македонското подземје и било каков заклучок на овие две анкетни комисии ќе го докаже токму тоа. Затоа почитувана македонска јавност и колега Шилегов, затоа вие престанавте да закажувате седници на комисијата за анкетна комисија за скандал за прислушувањето. Затоа, колега Шилегов, кукавички избегавте од тоа Зоран Заев да сведочи, бидејќи знаевте дека Зоран Заев е следен на таа листа. Следен на таа листа е Зоран Заев, кој што, патем речено, ќе сведочи јавно пред сите нас пратениците. За жал, македонската јавност не успеа да слушне и други разговори снимени нормално од оваа криминална група. Например, македонската јавност нема да може да слушне одговор на прашањето дали разговорот помеѓу Зоран Заев и неговата ќерка е снимен со телефонот на Зоран Заев многу подоцна од кога оваа афера излезе во јавноста, бидејќи е толку политички небитен што дури и криминалците во Македонија не сакале да го следат. Или да речеме да дојде пред нашата анкетна комисија и да ни каже дали на вистина се 600.000 снимени разговори или можеби се само 200. Што имаше во тие кутии што ги предаде кај КТЦ Јанева? Зошто нема записник? Зоран Заев избега да ги даде тие одговори пред оваа анкетна комисија. И јас ви тврдам дека Петар Шилегов нема никогаш да каже комисија анкетна на која што ќе дојде Зоран Заев да сведочи. На Зоран Заев, почитувани граѓани и почитуван колега Шилегов, му фуфка и од вистината, и од правдата, и од народот. И затоа ве повикувам како председател на анкетната комисија за скандалот за прислушувањето, која што уште многу малку време има да го заврши она што беше дадено како мандат. Закажете продолжение на таа седница, закажете нова седница која што согласно договорот ја побаравме, за да можеме да стигнеме до вистината. Зоран Заев не сака да стигнеме до вистината. И затоа се ги има тука Петар Шилегов да ги блокира сите обиди на нас како владеачко мнозинство да стигнеме до вистината. Вистината, почитувани граѓани, е дека после овие афери Зоран Заев ќе мора еден ден да види на течноста на затворот Идризово. Благодарам. Благодарам. Процедурално ќе доведете седи. Значи информативно за одредени пратеници, значи чим заврши говорот, тогаш се пријавува за реплика. По завршувањето на говорот, согласно деловникот, нема право на реплика. Информативно за некој. Процедурално бара господинот Димовски Илија. Повелете. Председателе, јас ја разбирам нервозата што има кај дел од пратениците на СДСМ и понекогаш толерираме и извици од место и од говорница, навреди и така натака. Но во 3 дена на координаторот на пратеничката група му се случуваат 3 ексцеси, меѓу кои навреди за починати лица и други навреди. Денеска од место му дофрла на говорник, на пратеник кој што зборува дека е будала. Тоа е надвор од нормално и разумно однесување. Јас апелирам, во истиот момент господјата Куновска го прави истото. Господјата Куновска во истиот момент го прави истото. Добро позната по пристоен речник. Значи, да замолам, лично да го замолам, пошто го почитувам како човек. Колеги сме долго време и мислам дека како човек не е таков. Да го замолам него да внимава на вакви работи, заради тоа што на крај на денот и граѓаните не гледаат и сме дојдени тука за граѓаните, но и ние треба да останеме луѓе на крај од денот. Затоа замолувам лично и до него, замолувам и до вас, брзо и навреме да реагирате на вакви ситуации, за да не се доведеме во ситуација па да се надпреваруваме со неубави работи, со неубав речник и така натака. Благодарам. Благодарам. Првим треба пратениците да внимаваат кога ќе испуштат одредени зборови во етерот, а ја после не можам да ги вратам. Ги замолувам колегите пратеници
Ве молам, колеги пратеници, да продолжиме и од место да не дофрлам. Господин Шилевов Петр има контрреплика. Повелете. Господине Саздов, без намера на било каков начин да се осетите повреден или навреден, две народни поговорки за вас. Првата е што не се прцало, не се кози. Втората е немој да леташ како прле пред магаре. Значи, по однос на тоа што е стравот и чиф е стравот, доволен доказ ви е синоќешното интервју на председателот на СДСМ на вашата режимска Канал 5 телевизија, каде што излезе на ненарачани прашања на недоговорено интервју. Еве го Никола Груевски, бидејќи нема храброст да излезе пред анкетната комисија, нека отиде кај било кој независен медиум каде што нема да ги знае прашањата однапред, за да може да му ги напишат одговорите, и толку за храброста. Криминалите, господине Саздов, многу бргу ќе зададат. Благодарам, госпоѓа Вировиќ. Владанка има реплика. Повелете. Почитуван председателе, почитувани колеги, заради јавноста пред се, меѓутоа на ваков говор мора да се реплицира заради тоа што колегата Шилегов почна да не учи дека ние не сме го разбирале правото, дека во правото морало да се примени морална норма, а овдека 100 и кусур колеги гласа да се донесе одлука за формирање на анкетна комисија со консензус. Второ, деловникот се донесе со консензус од сите колеги, во кој што стои член 4, да ви го прочитам, колега адвокат, кој што сакате правото да го претворите во свое право и кој што навистина ниту еден правник не знае што сакате да кажете. Значи, членот 4 од одлуката која што 100 колеги го донесоа, и тука меѓу нас има доста правници, секој сведок, точката 4 од членот 4 гласи, или експерт кој што ќе биде повикан на анкетната комисија да даде изјава, има право да побара и да му биде овозможена затворена седница на комисија. Вие тоа право не му го овозможувате. Со деловникот, исто така, колега, член 14, прочитајте го, и членот 9. Член 14, 5 и 6 точка и членот 9, 2 и 3. Бидејќи сте правник, добро го владеете правото. И таму истото стои. И вие не сте повикан како председател да давате толкување. Вие сте повикан да спроведете тоа што е донесено од ова собрание, бидејќи во спротивно не го почитувате тоа што е одлука и тоа што е деловник. И вие сакате и утре ќе спроведувате право на некој. Вие ова основно право не го спроведувате. Тоа ви е вас проблемот, што вие како правник, овдека, место на нас да ни кажете што е правна норма, не ја почитувате. Вие суспендиравте анкетна комисија, заедно со почитуваниот заменик ваш, кој што, не знам, тој долгогодишен пратеник овде и добро знае што правите. Сега вака, значи, побаравме од вас со деловник 2/3, како што стои да свикате седница. Бевте должен во рок од 2 дена да свикате седница 2/3. Ве молам, колешке Куновска, немојте со такви дофрлања. Навистина не ви личи и на годините, и на моралните и етички права. Тоа ви е, значи, пошто не знаете, колешке, ве молам, нека не упаѓа деловникот. Ма не ја обрнете внимание, господја Вировиќ. Не ја обрнете, намерно така прави за дека. Намерно знам, бидејќи не ја обрнете внимание, незиното невоспитание, почитуван председател, влијае на нашиот говор. Благодарам. Затоа, почитуван колега Шилегов, затоа, почитуван колега, освен по тоа што не го знаете правото, ќе останете запаметен. Кога починаа 8 припадници на полицијата, вие кажавте дека како мали
не играле камај и затоа погинале. Македонската јавност тоа нема да ви го прости. Тоа да знаете. Тоа е вашата предавничка. Благодарам. Господино Шилегов, Петре има контрреп. Повелете, господине Петре, повелете. Господја Авировиќ, анкетната комисија за скандалот со прислушкувањето, рете да ме чуете ако веќе реплицирате, анкетната комисија за скандалот со прислушкувањето е основана како дел од договорот од Пржино. Поентата на договорот од Пржино е да направи реформа во македонското општество, а не да ги штиклираме обрските. Јас, Петре Шилегов, нема никогаш да го верифицирам Никола Груевски и неговиот криминал, за да кажам дека има анкетна, колку за да има анкетна. И тоа заборавете го. Колешки Авировиќ, бидејќи мислите дека го задржите достоинството, на крај кажавте една работа. Вашиот премиер, исто како и вас, има неизживеано детство. И во неговото неизживеано детство не играл камај и ги прати тие сироти луѓе и ги засрни тие семејства да ги сотрат оние кои што свесно ги прати во смрт. Добро организираната акција на ДБК многу брзо ќе излезе на површина. Има реплика. Повелете. Почитувани пратеници, почитуван председателе, почитувани новинари, јавност. Се јавив за реплика затоа што го познавам почитуваниот Шилегов повеќе од 25 години и го почитувам како исклучително одличен правник и добар адвокат. Но дали ние ќе бидеме добри политичари, тоа на избори народот ќе окаже. Од него како искусен политичар и добар адвокат ќе барам неколку одговори, поготово што е челник во политичката партија, портпарол, и ќе побарам неколку одговори. Но пред одговори, јас ќе ставам ова таргет мета овде. Ево вака. Дали ова страшна мега афера, која за брзо ќе добие неверојатни импликации од меѓународна истрага со откриената фабрика за афери, дали јас сум таргетот во тие 120.000 симнати идентитети, дали јас или Зоран, или Илија, или председателот сме со бугарски пасоши, дали јас сум таргетот, или Емил, или вие сте со швајцарски сметки, лагата е секогаш кратка. Но, симнати се преку 120.000 лични податоци. Невидена афера. Симнати се преку 70.000 разговори, кои може би се завршени во соседството, кај криминални банди да утре оценуваат киднапира. Јас како пратеник веќе не се чувствувам за безбеден и не се чувствувам безбедно, моето семејство не го чувствувам. Без разлика што имаме овде имунитет. Јас симнавме, ја соголивме државата. Не работи анкетната комисија, не работи комисијата за утврдување на работата на УБК и на Агенцијата за разузнавање. Неке анкетни комисии, дајте, пратеници сме народни избраници, да отвориме истрага и да ги осудиме сите инволвирани луѓе овде. Изработени се неколку десетници илјади минимум турски пасоши. Дали е ИСИЛ овде присутен? Дали преку Македонија се оди преку Европа со турски пасоши? Сериозни моменти на обвинување има ова афера. За крај, господине Петре Шилегов, ве молам, анкетна комисија мора да има, да дојдеме до вистината. Благодарам. Да дојдеме сите да сведочат. И да дојде вистината.
Ова е таргетот. Сите сме во овој таргет, да знаете. Благодарам, господине Само- Сашо Василевски. Благодарам. Господин Шилегов Петре има контрреплика. Господин Неловски, а и за вас една преговорка. Кој си ја има мувата на капата си ја ишка. Господин Неловски, една поговорка и за вас. Кој си ја има мувата на капата си ја ишка. Не знам зашто се најдовте прозван за некакви си лажни документи на ваше име. Не знам. Една работа. Република Македонија во сериозна криза и политичка, и државна, и општествена. Како резултат на 10-годишното владење на ВМРО-ДПМНЕ. Велите, во оваа држава не работат институциите. 10 години и јас и вие и сите граѓани на Република Македонија делиме од нашите примања и ги плаќаме тие институции да се вршат таа работа. 10 години вие сте тие кои што менаџирате со тие институции. Нас сега да не обвинувате дека не работат институциите како после 10 годишно ваше владење. Аман ве молам, погледнете се во огледало. ВМРО-ДПМНЕ е 10 години власт во оваа држава. Какви се институциите е благодарение на вас. Димовски Илија има реплика, полите. Благодарам, председателе. Господин Шилегов, се сеќавате на последната седница за претеднички прашања, на кое што јас директно го прашав министерот за внатрешни работи дали и колку пати комуницирал со лица од оваа групација. Господинот Спасовски избегна да ми даде одговор на тоа прашање и на истиот начин како и вие денеска зборуваше за се друго, освен за да одговори на прашањето. Тоа е стратегијата која почна господинот Спасовски и вие како претедничка група ја продолжувате. Зборувате за се друго, освен за оваа тема. Господин Шилегов, министерот за внатрешни работи, доколку се потврди дека комуницирал со оваа групација, дека се обидувал да ги спаси од постапките кои што ги повело јавното обвинителство, е голем скандал. Дополнително да не ги повторувам сите работи за кои што колегите претедници зборуваа, а се најдени во собственост кај овие луѓе. Несомнено станува збор за еден од најголемите политички скандали во Република Македонија. Ова не е групација која што е фаната како краде дрва, или како краде струја, или како, не знам, што друг тип на криминал може да направи. Ова е класичен политички криминал. Политички криминал. И затоа собранието си има обврска, господине Шилегов, и надлежност да постапува и да дојде до вистината. Не гледам зошто на вашето барање да се формира анкета за другите случаеви. Ние ви удоволивме и рековме да и ние сакаме да се дознае вистината за сето тоа, зашто вие обвинувате од оваа говорница. Но обратно, кога дојдовме во ситуација, кога велиме, ајде сега да видиме и ова што е, вие бегате. И тука не се крие штравот, сами ни помагате, јас ви реков и надвор. Сами ни помагате за граѓаните да сватат дека сакате да скриете нешто. Затоа, господине Шилегов, нема потреба од ваква постапка. Требаше да се согласите и заедно во нова анкетна да го разгледаме целиот случај. Втора работа. Навредувате, но окей, тоа е ваше право. Јас сакам да ве прашам, се слушани исходниците, дека пола од времето на анкетната комисија, сите представници од СДСМ, со исклучок на господинот Ковачевски, сте се обидувале да најдете релација со премиерот. Тај еден го пречекувал на аеродром, вие сте барале заеднички роднини со Груевски, сте биле од исти места, сте биле во роднинска релација. Зошто не го искористивте целосно времето, таму да ги поставите сите прашања? Се таму, кога нема камери, вие му кажувате на премиерот дека сте роднини и дека потекнувате од исто место, сега тука го прогласувате за политички мртовец. Не е коректно, господине Шилегов. Кој ќе биде политички мртовец, ќе одлучат граѓаните. Нити јас, нити вие, нити Сугаревски, нити Илиовски. Затоа апелирам до вас, ден побрзо, јас, вие, Сугаревски, Велјановски, да подпишеме барање да се распушти ова собрание и да одиме на избори, господине Шилегов. Така ќе ја завршиме оваа криза. Благодарам. Господин Шилегов Петре има контрреплика. Вашиот феномен, господине Димовски, е за учебници. Ќе креирате лажна вест, ќе ја
ставите на насловно како што вие кажувавте и после тоа вие сте првиот тој кој што верувате во таа лажна вест. И по основ на лажните вести, чии што вие сте креатор, треба да убедуваме јавноста во определени работи или приказни. Влага број 1. Анкетната комисија за скандалот со прислушкувањето е барање на посредниците во склучувањето на договор од Пржино, не на Социјалдемократскиот сојуз. Значи, ние не сме барали од вас да се формира таа комисија. Таа е дел од договорот од Пржино. И знаете зашто некогаш малку ми е чудно кога ве слушам за некои работи, кога се обидувате да изигравате конструктивен елемент во Македонското собрание. Креирате лаги. Благодарам. Тие лаги ги изговарате и верувате во нив. Благодарам. Господица Манаскова Магдалена има реплика. Повелете. Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги. Искрено, денес не очекував дека виновникот за неработењето на анкетната комисија поврзана со скандалот со прислушувањето ќе земе збор по оваа точка. Не ми е јасно зошто. Колега Шилегов, за да имате легитимитет да зборувате за контра анкетна комисија, треба да работи постојната анкетна комисија. Во тој случај ќе има контра анкетна комисија. Ова е една сосема нова, друга анкетна комисија која што разгледува други прашања. Веќе ги елаборираа колегиве прашањава. Мислам и вие добро ги знаете. Одговорете и на македонската јавност и на колегите пратеници зошто не одговарате на нашето барање и како председател на постојната анкетна комисија не закажувате седница врз основа на член 9 став 2 и 3 од деловникот за работа на анкетната комисија кој што заеднички сите го донесовме. Многу седници поминаа и се усогласивме и донесовме деловник според кој по член 9 вие сте должни како председател да ја свикате седницата која што ние како членови ја бараме од вас. На таа седница, почитувани колеги, воопшто не е повикан Зоран Заев да сведочи. На таа седница, како точка на дневен ред, ние бараме да се разгледува извештајот за внатрешна контрола на УБК за скандалот со прислушувањето. Зошто бегате од тој извештај? Што ќе ја попречи работата понатамочна и сослушувањето на сведоците? Вие сам баравте да има две седници, една за сведоци, една за тековна работа на комисијата. Зошто не закажувате да работат работните групи кои што ги формиравме? Сите заеднички со 16 гласа за. Одговарете и го тоа на македонската јавност. И ако толку ви пречи членот 14 кој што дозволува затворени седници, зошто при носењето на деловникот вие не се боревте да се измени тој член, туку вие 3 седници се боревте за да имате 2 гласа? Зошто не се боревте да го измените членот 14? И сега немаше никој да се повикува на него и да има затворање на седници. Тогаш ви беше во ред тој член 14. Значи не ви држи она што го добивме како одговор, дека поради тоа вие нема да продолжите со работа на анкетната комисија. Значи не држи. Можете да продолжите со работа, заеднички да продолжиме со работа на работните групи. Не мора да има сослушување на сведоци. И уште нешто би сакала да ве потсетам. Не знам дали се сеќавате, меѓутоа, со тоа што вие во вашиот говор изнесовте детали од сослушувањето на премиерот Груевски, вие го прекршивте член 52, став 2 од деловникот на Собранието на Република Македонија, кој што вели дека како тајна се сметаат податоците што пратеникот ќе ги дознае на седница на Собрание или на седница на работно тело во врска со прашањето за кое се расправа без присуство на јавност. Тоа е грубо прекршување на собранискиот деловник во вашиот говор. И не е точно дека немало класифицирани прашања. Колешката Силвана Бонева постави 3 прашања од класифициран карактер кои што беа државна тајна и за кои што може кривично да се одговара доколку бидат достапни за јавност. Благодарам. Господин Шилегов Петри има контрреплика. Повелете. Анкетна комисија ќе има во истиот момент кога Никола Груевски ќе собере храброст јавно пред камерите да го даде своето сведочење. Во тој момент, до тој момент,
анкетната комисија, ваква кака што вие сте си ја проектирали и замислувате, нема да функционира. Зошто? За да вам, како ВМРО ДПМН, не ви послужи како алиби дека го спроведувате договорот од Пржино, кој што го бойкотирате на секој начин и на секој можен чекор. Алиби за криминалот на Никола Груевски, нити јас како Петре Шилегов, нити СДСМ нема да ви бидеме. Колеги пратеници, има уште тројца репликанти. Да продолжиме сега. Господинът Стевананджија Димитар има реплика. Ви благодарам, почитуван председателе. Комисија контра комисија. Митинг контра митинг. Пленум контра пленум. Предавници контра предавници. Шилегов контра Шилегов. Зошто велам вака? Председателот на првата анкетна комисија на 15 декември самоуверено излезе на пресконференција и рече: господинот Зоран Заев, мојот почитуван председател, ќе биде првиот светок од Социјалдемократскиот сојуз кој што на отворена седница ќе сведочи и ќе изнесе вистината за Македонија. Тоа е Шилегов. Контра Шилегов. 15 дена после тоа, очајно, целото собрание, целата македонска јавност го моли да ја продолжи ова анкетна комисија. Дури сега на членовите на првата анкетна комисија им станува јасно зошто при изготвувањето на деломникот господинот Шилегов барал неговиот глас да се брои за два. Едниот да биде за Шилегов, другиот да биде за контра Шилегов. Бидејќи тоа не е ниту една пракса во европските собранија и комисии, очигледно не успеа неговата намера. Сакам да го замолам господинот Шилегов да ја поддржи оваа комисија, бидејќи како правник секогаш се борел да се дознае вистината. Бидејќи како портпарол на Социјалдемократскиот сојуз треба да има лице по 2 месеци по завршувањето на работата на анкетната комисија да излезе и на македонската јавност да ја соопшти вистината. Кои се тие 120.000 украдени идентитети? Дали меѓу нив има и членови на Социјалдемократскиот сојуз? Кој е оној кој што се дрзнал да тргува со 600.000 разговори на македонските граѓани? На кој начин се прибавиле тие разговори? Кој е оној што се дрзнал да изработува бугарски и турски документи? Кој е оној што се дрзнал да фалсификува сметки во странски банки за функционерите од ВМРО ДПМН? Ни јас, ни вие, ниту пратениците од ВМРО ДПМН, но со целото собрание не ја знаеме вистината. Дајте и шанса на вистината. Нека профункционира анкетната комисија и таму можете да бидете председател, нема никаков проблем, бидејќи една од вашите задачи е да се борите за вистината. Ви благодарам. Господин Шилегов Петри има контрреплика. Мојата борба за вистината нема да престане дека сум жив. Тоа што нема да играм по вашите ноти, тоа е ваш проблем, не е мој. Република Македонија е во политичка државна обштествена криза заради, ќе ви цитирам од извештајот на Прибе, сериозните злоупотреби на носителите на високи државни функции. Република Македонија е во политичка криза заради начинот на владење на ВМРО ДПМН. Република Македонија нема државни институции кои што ја обавуваат својата законска функција, туку ја обавуваат партиската наредба заради тоа што со тие институции раководат политички полтрони на владеачката структура. Луѓе кои што немаат професионален, етички и морален дигнитет да водат институции. Например, јавниот обвинител на Република Македонија. Кај кој што повеќе од една година постоеше кривична пријава за фалсификувани пасоши. Господја Туровски Илјана има реплика. Благодарам, почитуван председател. Шилегов, вас треба да ви е и страм и треба да ви е и страф. И вие сте, господине Шилегов, вистинската кукавица во овој случај, во права смисла на зборот, бидејќи вие сте човекот кој што од самиот почеток на анкетната комисија ја обструира во секој поглед. Шилегов, не мора јас да сум правник за да знам некои основни
правила од областа на правото. Но верувајте, ќе ми биде искрено срам да бидам таков правник како што сте вие. Вие сте единствениот председател на било која анкетна комисија кој што побара неговиот глас, замислете, почитувани колеги, да се брои 2 пати. Па каде бе, почитуван колега Шилегов, ова го има, кажете ми барем еден деловник во било која една правна држава. Почитувани колеги, овај правник Шилегов кажа дека една правна норма има суштинско значење ако е во согласност со добрите обичаи, моралот и етиката. Така ве слушнав, ако грешам евентуално. Вие, Шилегов, ниту ги почитувате обичаите во оваа држава, ниту имате морал, а најмалку имате етика. А уште помалку сте правник, бидејќи ако бидете правник или сте правник во права смисла на зборот, кој што е посветен на правото, тогаш ќе се соземевте и посветено ќе работевте анкетната комисија да си го достигне својот крај. И она што беше основна задача на истата, да ја види белата виделина, а не да ја обструирате. Шилегов, да одите против деловник, прво кој што вие го гласате, мислам е преседан за еден правник како вас. А уште по-ниско пак да го толкувате онако како вас што ви одговара. Еве еден добар предлог до вас, господине Шилегов. Шилегов, соземете се. Соземете се. Соземете се, Шилегов. Ова го повторувам со намера дека на вистина ќе се соземите. И конечно ќе ни дадете можност, господинот ваш Бог Заев, да го видиме во таа анкетна комисија, да му ги поставиме прашањата, за да може пред јавноста да ја каже вистината. Она вистина која што треба да се случи и треба да се види. Имате ли храброст, господине Шилегов, да се соземете и ова да го направите? Имате ли храброст да ја повикате анкетната комисија за да работи онака како согласно деловник треба да работи? Ве молам да ми одговорите на ова прашање. Господин Шилегов, Петри има контрреплика. Повелете. Етика. Одиме малку подлабоко во науките. Етика е она кое што можете да појдете дома, да им кажете на своите домашни што сте правеле, без при тоа да се срамите од тоа што сте го правеле. Да кажете дека вие немате срам затоа што поддржувате клептоман криминалец за премиер. Да кажете дека немате срам затоа што поддржувате министерка која што ги нарекуваше на нашите граѓани човечиња, цигани и ред други погребни зборови. Не се мои, неизени се. Ме разбирате? Тоа е етика. Тоа вие ќе престанете да се срамите од тоа што го работите, ќе можете да разберете дека јас ова го правам за да вашите деца еден ден не се срамат од вас. За да кажат дека во оваа држава имало достоинствени луѓе. Господја Кузмановска Илјана има реплика. Повелете. Почитувани колеги пратеници, навистина вашата дискусија ме поттикна да дадам своje мислење околу тоа што не се согласувам и на почеток јас ќе кажам дека ова е мега скандал. Ова е афера заради која и треба да се формира анкетна комисија, каде што некој треба да си ја понеси политичката одговорност. И претходно кажав кои се тие тези и околу добивањето на информации за текот на истрагата, за тоа дека не се употребени фалсификуваните лични карти во изборниот процес, за тоа дека се најдени во компјутерите фолдери со име Заев, СДСМ, кај вашиот член Чауш, за тоа што треба да го знаат граѓаните, за она што значи земање на идентитет на 120.000 луѓе и прислушувани разговори дадени кај овие криминогени структури, односно каде треба да ги искористат во време на предизборието. Меѓутоа, она што многу повеќе ме поттикна, почитуван колега, на таа страна каде што седите вие, пред вас имаше колеги ваши и навистина треба, ако ништо друго, барем од нив малку да научите што значи тоа дебата во ова собрание,
што значи почитување на ова собрание и што значи почитување на лекции. Сепак треба да дојдите како изгледен политичар, не знам што сте во вашата партија, може таму сте некој важен и знаете вака или така да се однесувате, меѓутоа нас да ни држите овде лекции за тоа што е правото, што е етика и морал, а во секунда по 20 најгрди зборови за сите колеги пратеници, посебно за политичката структура и за премиерот Никола Груевски, не кажува ништо друго, туку каква личност сте вие, со што вие психички се борите, затоа што личност која може со таков гнев и омраза, со такво непочитување да говори од оваа говорница и да не ја разбери суштината на своето присуство, дека сте политичар кој треба да се бори со аргументи, да води дебата, а да не излегува тука со закани, со погрдни зборови и со вреѓање на своите колеги пратеници, не е никаков политичар, најмалку пратеник. Имаше колеги пратеници во вашите редови од претходниот состав, што сепак барем имае политичко искуство и знаеа што значи тоа дебата. Знаеа што означат аргументи, покрај и контрааргументи. Вие сте овде обземени со вашиот гнев, вашата омраза, вашата деструктивна политика и со тоа го труете не само парламентот, цела македонска јавност и за жал тоа значи многу за вашата политичка структура, за вашата партија и за вашата пратеничка. Благодарам. Господин Шилев, Петър има контрреплика. Од моите партиски другари од претходниот пратенички состав научив што е вашето поимување за дебата. Викни обезбедување и изфрли ги надвор како партали од собраниска сала. Тоа е вашето поимување за дебата во парламент. Претходно тргнете си ги нели новинарите за секој случај, за да не остане запис. Останаа записи. На вас, како политичка структура и како поединци, дел што сте партиципирале, останува тоа петно. Цел живот ќе ве прати. Сакате да признаете или не. Гневен сум, да. Гневен сум кон криминалците во оваа држава. Гневен сум кон луѓето кои што ја уништија Република Македонија. Гневен сум кон луѓето кои што ги скрнават гробовите на македонските револуционери. Тоа е ВМРО ДПМН. Тоа е Никола Груевски.